Спонзорот Цермат ви представува. Промоција на книгата Битолчанката, мајка Шумљанска. Чувари на галаксијата и платеници во 3D киното во нашиот град. Се одржа уште едно издание на Басфест. The Sound Messengers со настап во кафе бар Интермецо. Во рамките на Битфест во културниот центар Магаза се одржа промоција на книгата Битолчанката, мајка Шумљанска на авторот Никола Миновски. Во книгата се опишани сите хумани работи кои што ги направила нашата сограѓанка мајка Шумљанска пред 150 години, а за која, како што вели авторот, била заборавена од македонците. Ова жена воопшто во македонската историја воопште не е исполнувана никаде во ниедно дело. Ова е прво дело за ова хуманистка жена која целиот свој живот го помина во хумани цели и спасување на затворениците од балканските војни во Грција, односно во Солун и во други затвори што работеше како хуманитарна. Имале ние мајка Тереза пред 100 години. Од истата дејност се работеше. Разликата е во тоа што ова е сосем заборавена, а мајка Стера работеше на други простори. Ова тука спасуваше затвореници и деца сираци, се грижеше, а мајка Шумљанска, Тереза, со ниедно дело во Македонија нема некој хумано дело. Захарија Мешкова потекнувала од патриотско семејство, а подоцна со својата хуманистичка дејност на името ѝ се додава Шумљанска. Таа го формирала хуманитарното здружение Утеха, во кое членувале видни битолчани, а подоцна мисијата ја продолжила заедно со својот сопруг во Солун. Инаку авторот на книгата Никола Миновски ни најави дека и во иднина ќе ни открива интересни работи, за кои, како што вели, биле заборавени. Две нови светски филмски премиери во 3D киното во нашиот град, и тоа од 14 август па се до 20 ни пристигнува филмот Чувари на галаксијата во 3D. На работ на вселената американскиот пилот Питер станува мета на немилосрдниот злосторник Ронан. Филмот е снимен според Марвеловиот стрип и вклучува бројни суперхерои за кои нема ништо подраго од одлична авантура и предизвици. Филмот е во режија на Джеймс Ган, а улогите ги толкуваат Крис Прат, Вин Дизел, Зоe Салдана. Од 14 исто така уште една светска филмска премиера, и тоа филмот Платеници 3. Во продолжението на филмот од 2012 година, платениците на чело со Барни Рос се соочуваат со коосновачот на тимот, Конрад Стоунбанкс. Рос беше принуден да го убие Стоунбанкс откако дозна дека тој стана бездушен дилер на оружје, но Стоунбанкс преживеа и сега е решен да го уништи Барни Рос и неговиот тим на платеници. Затоа Рос започна да собира од новата и помлада генерација на платеници да му помогнат на тимот и да го поразат неговиот стар противник. Филмот е во режија на Патрик Хјуџес, а улогите ги толкуваат Силвестер Сталоне, Джейсон Статем, Антонио Бандерас, Джет Ли, Весли Снайпс и многу други. Се гледаме на кино. Во рамките на Битфест на базенот Довлеџек се одржа 6-то издание на Басфест, тоест Битола Юнајтед Самар Фестивал. Фестивалот од самиот почеток е во организација на момците од стиховно војување, кои секоја година ни носат интересни групи во нашиот град. Басфест годинава се одржува по 6-ти пат. Басфест е фестивал со традиционален карактер кој секоја година се одржува под покровителство на општина Битола во рамките на Битфест. Вечерва ќе ги видиме, имаме можност да ги видиме Мартин Мистерија, Freedom Fighters, Кружен тек, Дечот, Поетика, Боб МС, од Скопје ни доаѓа Тракер заедно со Марко и стиховно војување годинава ќе се појават само како водители. Исто така ги имаме Коста Фристайлер и Дон Тонива. Значи, секоја година Басфест е како само име Битола Юнајтед Самар Фест е како обединувачки фестивал кој сака да ги обедини сите групи од сите жанрови од повеќе места низ Македонија и да ги обединиме на едно место и да направиме една незаборавна забава. Тоа до сега секако ни успеало.
Па до сега за тука за во Битола мислам дека ние сме презадоволни како организатори, пошто ете веќе го водиме како што кажете 6 години, секоја година планираме да донесеме нешто ново, да има малце повеќе комбинации, па комбинираме нешто метал, рок, рап, да не биде само строго рап. И ова година ете прошлите 5 години испуштивме, ова година ќе има и забава после групите што настапват, значи ќе имаме со хаос музика нешто, ќе се журкат луѓето и така. Оваа година атмосферата на Басфест ја создадоа Deadshot, Кружен тек, Коста Фристайлер и Дон Тонива, Поетика и Боб МС, Тракер, Арди, Марко, Freedom Fighters, Мартин Мистерија. Забавата траеше до доцна во ноќта, а битолчани и повеќе од задоволни. The Sound Messengers го имаа еден од најдобрите настапи за ова лето во кафе бар Интермецо. Ерик и Симона беа презадоволни од битолчани, кои од почеток до крај на настапот на Sound Messengers играа, пееја, се фотографираа. Убаво е да се почувствува сјајот и повратната енергија на публиката, истакнуваат Ерик и Симона и им се заблагодарија на битолчани за прекрасната атмосфера. Како што сами истакнуваат, публиката им е најголемиот мотив за правење нови композиции. Она што е најново од Sound Messengers е песната летниот хит Endless Love во соработка со колегата од дуото ДНК, DJ Панчо, за која веќе се подготвува и видеозапис. Комплетен автор на песната е диџејот и продуцент Ерик Фокс. Текстот е на Давид Димовски, а во изведба на прекрасната Симона Поповска. Својата летна турнеја Sound Messengers ја продолжуваат низ повеќе летни дискотеки, кафе барови и клубови низ Македонија, а оваа сабота настапуваат во Струмица на летниот фестивал.